Ова година по трет пат трае конкурсот за третото издание на филма и фестивалот на краток филм. Отворен е од 15 декември, ќе трае до 15 март. Значи 2/3 веќе е скоро е поминат конкурсот и има уште месец дена да се аплицира. Минатата година беше интересантна затоа што имаше 2000 пријавени учесници кои што требаше да ги прикажеме наградените во месец мај. Меѓутоа заради ситуацијата фестивалот испоред името и според планирано време за одржување го одржавме во септември во Центарот за култура. Првата година беше во Занечискиот дом, тогаш имаше многу малце пријавени филмови за прво издание, што всушност и 50 не е мала бројка, и тогаш беше меѓународен и второто издание и сега третото. Со тоа што ова година, освен наградите што ги имаме за најдобра режија, сценарио и кинематографија, издвоена категорија е и награда за домашен, односно македонски филм, која што ја прифативме лани по сугестија на стручното жири. До сега има не многу голем број на пријавени филмови, очекувано некако лани, затоа што многумина и не се пријавуваат, нема направено нови филмови, бират каде ќе учествуваат, но работиме на тоа да направиме добра селекција за публиката и оние филмови уште месец дена имаме да ги примамиме за да учествуваат со добри дела. Таргет групата всушност се меѓународни филмови, значи сите творци, ако денес нешто е лесно со опрема, тоа е да се сними и да се монтира филм, она што е тешко или предизвикувачки е да се најде добра приказка и да се пласира за да се прикаже. Ланското издание, кое што беше 2020, планиравме да го направиме под слоганот 2020, што во оптичка и фотографска терминологија значи супер вид, да се фокусираме на нештата за да бидат појасни. И лани многу работи ни се искристализира и представија како и во филмски и фотографска смисла. Во оваа година планираме 2021 да направиме премин од 20-тиот во 21-тиот век. Тоа да биде не само во филмска, уметничка смисла, туку и во човечка и технолошка. Домашните филмови за моје лично изненадување, иако ги следам и на првото и на второто, а и сега на третото издание стизаат прекрасни кратки филмови. Ние сакаме краткиот филм да го промовираме како форма затоа што е брз за гледање. Во брзово време луѓе немаат време да седнат да гледат долги филмови, а и се едноставни за правење. Меѓутоа вештината е во мала минутажа да се стави голема содржина на приказка, на ликови и на емоции. Дали филмови може да бидат видени само на фестивалот или можеби тоа зависи од самите автори каде сакаат да ги пласираат тие филмови, каде се да бидат видени, освен на фестивалите? Така, значи на нашиот фестивал ние ги прикажуваме филмовите и се видливи само за публиката што ќе присуствува. Меѓутоа авторите сега имаат многу опции да ги прикажат своите филмови. Тоа се на интернет платформите за видео on demand, некои ги ставаат бесплатно на видео платформите како што се YouTube, Vimeo, Dailymotion. Меѓутоа авторите што ги имаме сретнато и домашните и странските се многу непосредни, дури и даваат линкови на луѓе што ќе им се обратат на нивите фан страници или на имејл, даваат линк за да било кој заинтересиран може да го погледне филмот, доколку е за лична некомерцијална употреба. Значи сите филмови се достапни. Дури и на нашата листа може да се најдат кои филмови имаат учествувано. Авторите и продукцијските куќи се наоѓаат лесно на интернет. Со еден збор здраво, дали може, се постигнува се. Активностите на клубот сега се збиени во фокусирање на членството и планираме да се консолидираме за да правиме повише планови за иднината, бидејќи како фотокино клуб Козјак, фотографијата не сме ни престанале да ја работиме и да ја представуваме како на изложби, така и како активност. Киноактивноста сакаме да ја живнеме, затоа што кино како такво не е само филмот што ќе го видам јас на мојот лаптоп или 5 минут другари што ќе го видат на телевизор, туку киното како култура за очекување на филмови, за присуствување во сала со другата публика и за разговори после тој филм. На тоа работиме во случај. Со оглед на состојбата е тешко, но не е неможно и тоа за мене лично е најголем предизвик што сакам да го постигнам, не само во Куманово, туку воопшто. Имав прилика во моите средношколски денови да учествувам на еден филмски фестивал Джифони. Джифони беше во Скопје, Италија. Во Скопје. Не е само италијански, европски филми и на тие работилници покрај тоа што се работи на приказната, на гледање на филмот, има работилници од после. Правевме едноминутен филм, како се прават ефекти во филмот, шминка, костимографија, можеме некој дел различни секции. Дали сте запознаени со таков вид на фестивали и дали можеби на моje знаење тоа е единствениот во Македонија или има и некои други такви
И дали може нешто такво да се Да. организира во нашиот град со таргет група од ученици од средно училиште, основно училиште? Да. Работата што спомнавте во склоп на Джифони фестивалот, всушност тоа се работилници кои што тематски опфаќаат и разни учесници и разни теми. Ние планираме работилниците, мастер класовите, предавањата да ги воведеме, меѓутоа имајќи предвид дека имаме многу соработници и од филмската фела, и од писателската, и од новинарската, и од актерската фела, со тоа што тие може да ни се јават како учесници. Имаме неколку предлози за годинава што да направиме, како да направиме, и најмногу што сакаме да постигнеме, ако го почнеме тоа, е всушност најмладата публика, зборуваме за тинејџерите и младите адолесценти, да сватат и да прифатат и да засакаат што е она кинокултура и да бидат активни во тоа. Дури активноста не значи само да се прави филм. Активноста е дури и да се сака филмот, и да се зборува филмот, и да се размислува за филмот, и да се работи на тоа да се направи што повише кино. Имаме во план работилници, но чекор по чекор ќе изработиме. Да, сега пандемијата тоа не го дозволува. Да. Нашите кумановци и пред пандемијата одеа во Скопје за да гледаат филм. Што се случува со киното во Куманово? Имавме неколку проекции на домашни филмови кои што беа со многу добар одзив. Како може да се поттикне киното да профункционира? Како да добиеме повеќе филмови? Јас, од моја, така да кажам, средно лаичка и благо стручна гледна точка, мислам дека киното може многу брзо да живне, со оглед дека инфраструктурно капацитетот на Центарот за култура, со големата сала, со добриот проектор и со тоа што е во центарот на градот, има услови за прикажување филмови. Она на што мора да се работи, а и ние планираме да работиме, и јас, е тоа да го оствариме логистички и организацијски. Како е тоа? Центарот за култура како институција и како место за прикажување на филмовите, да го повржеме преку нас со филмските творци, со продуценти, се тоа да биде договорено и филмови на редовна база да се прикажуваат. Бидејќи сега мој впечаток е дека тоа се работи стихино и случајно. Знаеме дека кога ќе излезе некој филм, ќе игра во Центарот за култура со многу кратка најава. Значи нема помпа, нема хајп, дури и подразбирам бидејќи луѓето што го работат тоа се опфатени со други многу културни работи и културни настани, со тоа што фокусот и не име на самото прикажување на тој филм. Друг простор кој што постои во Куманово, таков голем со добар квалитетен проектор, скоро и да нема. Морам да го спомнам МКЦ Козјак, меѓутоа за објектот мислам дека тоа е приватна фирма која што и нема општествена одговорност и општествена улога да служи како киносала. Таму имаше пар фестивали, ако се сеќам, и секоја година до лани, веќе неколку години пред имаше фестивал на германски филм. Има инцидентни проекции, супер се, меѓутоа вистинска права киносала и кино како такво во Куманово треба наново да се направи. Последен пат јас памтам дека кино во Куманово имало околу 2002-2003 година. После тоа имаше експанзија и на големи LCD телевизори, луѓето си гледаат дома. Се појави, така да кажам, и DVD култура, и пиратска култура од интернет да се вадат филмови. Меѓутоа, чувството на договарање за чекање, за одење на филм, чекање пред киното, влегување во киното, пријатното зуење, вревата, луѓето, самото учествување на филмот, реагирање на публиката додека трае тој филм, дури и револтирање ако некој не сака да го гледа филмот. И тоа е некое чувство. И чувството после излегување од кино е многу волшебно. На тоа треба да работиме, треба да го вратиме.